и ќе почекаме, се разбира, да видиме кој ќе биде носител освојувач на златниот гонг за ова година и ова 54-то издание. Па ние очекуваме, односно кажавме кој очекуваме да освои Па и тоа гонгот. беше најубавата борба и најубавиот Но меч. да оставиме на жирито, нели, да не Кога сме кај жирито, да не алудираме претходно. тоа е во состав Благоја Василевски, Гоце Јаневски, Реджеп Јакупи, Бован Блажевски и Борче Митевски. Да видиме последната борба, ова се боксери до 92 килограми, значи не е онаа супер тешка, туку поранешна тешка и сега така се вика, до 92 килограми. Сериозна категорија, сериозни удари има тука и е внимателноста поголема кај боксерите, да не дозволат да примат удар, кој може да ја реши борбата. И ова е една борба типична за тешкаши, малку по-смирена, без многу движења, поголема внимателност. Иако и тој физички момент се менува од година во година, се поактивни на рингот. Добро, и во оваа категорија. Не е како порано, например. Далеко од тоа и тоа дури не во овој олимписки бокс, тоа може да се види и на професионалниот ринг, односно еве последните борби за титулот во тешка категорија на УСИК се борби нетипични, ајде во наводници, за тешкаши во однос на тоа што кажа, нели, интензитетот на борбата. Значи, УСИК е боксер кој наметнува јако темпо, иако е боксер во тешка категорија. Добра техника има молдовскиот боксер, но очекувано, нели, сепак тие се доаѓаат од една добра боксерска школа и знаат да направат понекогаш и добар резултат на првенствата. Најверојатно ја одржуваат таа школа и тие услови какви и да се, сепак знаеме Молдавија дека не е кој знае колку подобра од земјите во овој регион. Но ете, успеваат таму, барем каде што беа добри, успеваат нешто да одржат. Од друга страна, хрватите имат голем подем, меѓутоа овој е боксер кој, нели, е во помлада, младинска категорија до 22, така го водат како шампион до 22, но тоа кажува нешто друго, значи во Хрватски имате боксери, доволно да имате и шампиони младински до 22 години и сениорски, и тоа да не е истиот. Пример, кај нас да има шампионат до 22 и сениорски, ќе биде алем шампион и таму. А во Хрватска имате ситуација каде што до 22 еден боксер, сениорски над 22 е друг, тоа покажува еден подем на хрватскиот бокс. Тоа го забележавме, ние јас кога бев, нели, во федерацијата, добро го забележавме тоа. И тоа продолжува. Да, и заеднички сме биле во Загреб, јас и вие во тој период имаат еден свој бокс центар. Хрватите вложуваат многу, имаат своја сала, своји рингови. Центарот е на местото на поранешниот сајм во Загреб. Феноменални простори. Една огромна хала дадена само за боксот. Градот, и тоа од градот Загреб и финансиран од градот Загреб во однос на трошоците месечни, а останатото припаѓа на федерацијата, што се страшни информации во однос на тоа колку сериозно тие вложуваат во боксот. Точно така, и затоа и со една реченица сакам повеќе овие работи ги кажувам, ете, сериозни се и толку ако почнеме во детали, ги знаеме деталите, тоа ќе биде некако контрапродуктивно, нели, критика за нас, кај сме ние, а затоа да не ги отвараме тие теми. Втора рунда, некако молдавецот поактивен, поагресивен. Да, и зададе и повеќе удари, добри удари зададе кон хрватскиот боксер. Мислам дека може да прогнозираме дека оваа борба
покажува дека е за малку или да кажеме или за повеќе подобар од својот противник, молдавецот. Но да почекаме, сепак е не е најтешката, ама е тешка категорија и да, тука се е можно. Се да се случи. И затоа се доста внимателни на вистина, еве и во оваа втора рунда. Се буди Патрик Плантич, Хрватот некако како да сака да превземе иницијативата, чувствувајќи веројатно дека е во негатива. Па да, но сепак е прекасно за него да преземе иницијатива и мислам дека по се она што го покажа до сега нема да има можност за пресврт. Еве. Да, нокдаун не беше можеби тежок. Се жали на удар позади што можеби е недозволен. Ќе видиме ако има забавена снимка. Мислам дека не е опасно, ќе продолжи борбата. Сепак иницијативата е на молдавскиот боксер. Судија во рингот Петре Неделковски од Македонија. Едноставно го привршуваме практично 54-тиот златен гонг. Известна ќе биде победата на молдавецот тука во овој дуел последен од осмата борба, практично во попланевната сесија. Ќе потсетам уште еднаш дека две борби од финалето се одржа во 13:30 или со почеток од 13:30 поради обврските технички кои ги има австриските боксери, па делегатот на Златниот гонг дозволи во две сесии денеска да се одржат борбите. Се случувало, предпоставувам, и порано. Па да, на вакви турнири не е голем проблем ова да се случи и да се излезе во пресрет на обврските околу патувањето, затоа што нели конекциите се такви какви што се авионски или какви било. Да, авионски беше во овој случај, тој технички, ајде ќе го наречем момент. Но ова може на турнири вакви, на олимписки игри, светски првенства, баш и не може. Се има точно утврден тајминг, кога се борбите и кога се доаѓа и кога се заминува. Точно. Се видува практично заплитни да го одработи овој последен дел од борбата, не влегува толку агресивно и го држи на дистанца некако. Плантич не влегувајќи многу во директна борба. Па знае дека сигурно дека е во предност и води, нема што да ризикува, затоа што нели, кажавме, повторуваме по кој знае кој па дека во овие категории е опасно еден удар решава се, ниле така збориме, ама баш еден удар може да реши се во смисла на молдавецот и ќе победи, меѓутоа ако биде
неопрезен, ќе добие удар кој ќе му нанесе повреда, па понатака, нели, што и се може да се случува, како ќе санира таа повреда. И затоа во овие категории се особено внимателни боксерите. Освен, нели, ако не е некој финален олимписки игри или светско првенство, па тука веќе нема што да се изгуби. Тука се оди на се или ништо. Но на вакви турнири секогаш внимателноста е поголема и концентрацијата е на некој поголемо отпрерување. Овој турнир да биде само попатна станица, нели, до таму и собирање за нешто друго. И добро е што ги има овие турнири, конечно во овој спорт турнирските системи се основата на градењето на резултатите. Завршница на борбата. Заплитни е пред победа од Молдавија и сега само го очекуваме тој официјален момент и по тоа да видиме дали нашата прогноза ќе се оствари. Ален Рустемовски ќе биде носител на златниот гонг на 54-тото издание. Според се што видовме, би требало да е тоа некоја логична одлука според квалитетот, интензитетот, атрактивноста на борбата на Ален Рустемовски со Джозеф Турнер. Ја мислам исто. Па да видим. Corner blue, Andrea Zapletnaj, Moldova. Освојувач на бронзен медал во оваа категорија 90 килограми. Бронз медал Акинула Тијани, Ингланд. Силвер медал Патрик Плантич. Еве ги двајцата финалисти. Сребро за Патрик Плантич, злато за Заплитни од Молдавија. Сега ги очекуваме официјално имињата на најуспешните. Ќе се доделат награди за најдобар македонски боксер, најдобар странски, најдобар техничар, најборбен пар, најдобар тренер, најдобар судија и се разбира престижниот трофеј, носителот на златниот гонг. Колку е, еве, за еден македонски боксер, ви имате 4 вакви титули, примислав важно да се стигне до еден трофеј на домашно тло. Без разлика дали конкуренцијата е